Северномакедонци, Северномакедонски парламент, Северномакедонски председател. Прво Макрон, па Шолц, на крај фон дер Лајен, пред да пристигне во Скопје. Преименувањето како политичко лицемерство. Прва работа што треба да направиме е да го кинеме договорот со Бугарија. Веднаш, онаа гаранција од Бугарија, единствениот адут кој го имаа тогаш, беше дека имаме поддршка на евроинтеграцијските патеки од страна на Бугарија. Тоа го немаме. Ако нас не сметаат за бугари, тогаш зошто не ги сметаат и македонците што живеат во Егејска Македонија за бугари или не смеат да ги спомнат? Не за францускиот предлог, но да за што и за кого. Не сметам дека Македонија има било каков интерес да се спротивставува на внесување на бугарите во уставот. Вика политичка, меѓународна, меѓувладина конференција за пристапување. Не постои таков формат. Тоа е за да се сликаме и владата да каже почнавме европски преговори. 7 децении азбука, фонетика, граматика, литература. Кај нас Крсте Мисирков е основоположник на кодификацијата на македонскиот јазик и многу е дискутабилно зошто бугарите не бараат тој да биде дел од заедничката историја. Мала држава, но со се поголема толеранција кон инаквите страсти и дружби. Сите имаме право на еднаквост, сите имаме на правда и на свое функционирање во општеството. Ново издание на Трилинг, добро вечер. Дури на крајот од трнливиот пат до Брисел, ке се знае дали македонскиот јазик ќе биде официјален во Европската Унија. Со преводот на нејзините документи во комуникацијата на граѓаните со нејзините институции. Македонскиот јазик ќе биде големата брана од мајоризација или асимилација. Во ревидираниот предлог стои македонски јазик без квалификација од Европската Унија. Предлогот го почитува исто така и вашиот национален идентитет. Принципот на самоидентификација е особено важен за секој од нас. Може да сметате на мене, како председател на Европската комисија, дека ќе се осигурам процесот за пристапување да строго ги почитува европските принципи и стандарди. Дали Бугарија ќе даде зелено светло во затворањето на едно од главните поглавја, ќе биде енигма се до положениот приемен испит. Фусноти околу јазикот нема, вели премиерот Ковачевски, но од сега се тестира националната издржливост. Македонската широкоградост ја гледаат и некои од водечките еу политичани, кои веќе не преименуваат како северномакедонци. Покрај толкуте петна во Брисел и Софија, нема да биде и натаму лесно. Не е лесно да се каже не, но и многу потешко кога на националната гордост треба да се спротивставиш со реалниот интерес. По една деценија, Европа ќе доживее нови геополитички потреси и делби. Ние сме мали и затоа сојузништвата и добрите односи со соседите. Сега се веќе пред широк и голем тест. Дали ни е потребен компромис, каков и под какви услови. Следете ново издание на емисијата Трилинг. Револтот кај македонските граѓани од францускиот предлог расте, во меѓувреме низа на посети на високи европски представници на земјата. Северномакедонски парламент, северномакедонци. Обид за провокација или смислен начин на притисок врз македонските власти, во обид конечно се деблокира македонскиот пакт, а прито и да се прифати компромисот кој се нуди од страна на официјален Париз како можен повод за конечна деблокада на патот на Македонија кон Европската Унија. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е поранешниот македонски министер за надворешни работи Никола Поповски. Господин Поповски, северномакедонци, северномакедонски председател, северномакедонски парламент, како вие тоа го доживувате, како смислена провокација или обид за притисок врз властите во Скопје? Да се прифати францускиот предлог? Мислам дека доколку е провокација и е намерно направено така, е можеби подобро сценарио за нас, затоа што тогаш знаеме на што сме.
Значи во тој случај целата она приказна за македонски, за идентитетот, за јазикот, бетонирани и така натаму, кои се водеа во цела една кампања изминативе години, биле лажни и сега ни го кажуваат тоа што било на самиот почеток планот, односно реализација на тоа. Затоа велам дека можеби од наш аспект би било подобро сценарио, знаеме на што сме. Но многу поверојатно, базирано на искуство, е дека не е толку планирана провокација, колку што е веројатно тотална незаинтересираност. И многу веројатно дека некој службеник задолжен за Twitter акаунтот во еден момент му викаат шефицата ќе оди во Скопје и тој си пишува онака како што разговараат меѓу нив, односно не ословуваат со придавки кои според договорите за кои ни велеа дека идентитетот и јазикот се бетонирани, очигледно не се. Затоа многу поверојатно е така да се случило и да праќаат, да нема всушност никаква порака, туку да се работи за целосна незаинтересираност и за нив ова да нема никакво значење. Значи тоа што нас не повредува, бидејќи се сметаме излажани и бидејќи сметаме дека таква употреба на таква придавка е навредлива за нас, бидејќи сме се идентификувале како македонци и ни рекле дека тоа ни следува, е едноставно во нивни очи еден мал детаљ кој сметаат дека ќе трае до следниот ден и од утредента ќе си продолжат на иста програма. Господин Поповски, имавте можност за време на вашиот мандат да го решите проблемот. Зошто во овие години не успеавме да изнајдеме заеднички јазик со Софија? Се потпиша оној фамозен договор Борисов-Заев. Тој беше некаков пат за конечна нормализација на односите, но се чини дека сега како дополнително да ги отежнавме релациите меѓу двете соседни земји. Токму тоа беше и мотивот зашто не го потпишувавме. Ако целта ни беше да се сликаме и да пратиме порака дека сме ги решиле проблемите и одиме кон ЕУ со ставање параф на бугарски договор кој го напишале во Софија по нивни трг, ќе го направевме тоа и веројатно ќе добиевме аплаузи на отворена сцена за неколку дена. До тоа потпишување, ставот од македонска страна беше дека за оние клучни прашања, неколку што се останати, а тоа беше оспорувањето од Софија на јазикот, на нацијата, тврдењата еднострани во однос на толкување на историјата, мораме да постигнеме некаков компромис кој ќе ни гарантира и нас чувство на комоција. Затоа не го потпишувавме. И нашата... Но да ве подсетам, имав можност да направам интервју со тогашната вице-премиерка Захариева, веднаш по потпишувањето на договорот. Тогаш таа во интервјуто рече дека 99% од договорот кој бил постигнат или бил усогласен со владата на Никола Груевски, бил на чекор до потпишување. И дека сте се согласиле. Ако мериме преку број на букви во текстот, да, точно е тоа, затоа што најголемиот дел од текстот е усогласен. Но она што не е усогласено е се клучните работи и тие во букви се многу малку. Дали вие ќе го оспорите или нема да го оспорите македонскиот јазик со додавање на тоа дека да, можете вие да го викате македонски, ама тоа е затоа што сте напишале така во уставот, а не затоа што ние ви го признаваме. Или можете да речете има два народи во двете држави, да има, ама да не ги именувате. Значи затоа тоа е манипулација класична. Значи ви вели 99% е усогласен и да во букви, но тотално не е усогласен во суштина, бидејќи оние преостанати 1% во букви ви се 100% од суштината на договорот. Јазикот, нацијата, толкувањето на историјата. Тие работи не беа усогласени. За нас логичен еден, да речеме, компромис во европски дух би било доколку речат дека за историјата треба да ја толкуваме, тогаш би требало да ја толкуваме симетрично. Односно, како што ја толкуваме македонската страна на историјата, така треба да ја толкуваме и бугарската страна на историјата. Ако говориме за заедници во државата, и ние треба, јас лично се залагам и сметам дека треба и бугарската заедница во Македонија да биде испочитувана како и сите останати други, немаме причина да не биде тоа така. Но не можете да ги исклучите македонците во Бугарија и да ги третирате на еден Тодор Живковистички начин, а од друга страна да барате соседната земја да обезбедува некакви ексклузивни права. Тоа создава неравноправност и чувство на подчинетост кај нас. Истото се однесува и на јазикот. Нашата идеја беше дека доколку Бугарија ја признава денешната реалност, дека постои македонски јазик, нема никакви потреби да се додаваат
објаснувања или изјави во кои ќе тврди дека да, ама јазикот е согласно уставот. Како тие ќе го толкуваат, тоа е нивна работа и може дома да се дискутираат доколку имаат таква желба. Но во официјалните документи кои ќе бидат дел од нашиот пристапен процес во ЕУ, нема причина за таква работа. И треба јасно и недвосмислено да речат да, се потпишува на македонски јазик и се потпишува на бугарски јазик. Како што ние не го спориме бугарскиот јазик, нема никаква причина тие да го спорат македонскиот. Господине Поповски, дали францускиот предлог е асиметричен и дали ќе се доведеме до ситуација на земи или остави? И што би било, бидејќи бевте дел од потесното раководство на ВМРО ДПМН, кое тврди или е категорично засега дека нема да го поддржат францускиот предлог, но при тоа не нудат алтернатива. Што би било планот доколку останеме, односно речеме не за францускиот предлог? Суштината на сите тие предлози се бугарски барања. Значи ние треба така да ги третираме. Ова се преточени бугарски барања со дипломатски речник за да изгледаат пофино и со еден нов убав наслов кој би бил француски предлог. И би поминал многу подобро маркетиншки отколку бугарски барања. Ме разбирате? Значи тоа е првата и основна база, би рекол, на оваа проблематика. Вториот аспект, дали би имале други, веројатно сите други, и оние предходните, и овие сегашните, и тие идните би се вртеле околу ова. Затоа што суштината на позиција за почнување на преговори на ЕУ се формира помеѓу земјите членки. И најчесто, онаа земја членка која има најголем интерес, таа ги дефинира барањата. Во случајов со нас, Бугарија има најголеми барања, е најагресивна. Ние во моментов имаме една целосна бугаризација на европската перспектива на Македонија. Во однос на последниот дел од вашето прашање, што би можеле да направиме? Значи, во оваа ситуација не е ни земи или остави, туку е земи. Значи, ние денеска сме сочени во ситуација во која владата, јас верувам дека беше искрен Ковачевски кога беше во Брисел и кога каже ова не можам да го прифатам, и ги даде аргументите, и аргументите беа прилично солидни. Не знам што се случувало во меѓувреме за да се смени тој став, но суштински ништо не е сменето во предлогот. Значи, да не се лажеме дека тоа што некаде сме спомнале протокол, некаде договор, некаде сме се повикале на член 12, нешто суштински менува. Во основа на нашиот процес во иднина ќе биде следново. Ќе има некаква група во позадина, во која ќе се состануваат бугари и македонци, и во која бугарите ќе диктираат на македонците што треба да се исполнува. И тоа ќе биде првиот предуслов, кој ќе биде поважен од сите останати за напредок на Македонија кон членство во Европската Унија. Видете вие и формулацијата на она што го нарекуваме условно француски предлог, што е суштина на позициите на Европската Унија, таму ни се вели следното. Прети да дојдете до првиот кластер, бидејќи сега е поделено на 6 кластери условно, таму се распределени различни поглавија од работи кои ќе треба да ги согласуваме за ЕУ, а првиот кластер е она основата, значи стабилноста на земјата поврзана со судство, со внатрешни работи и така натаму. Пред да дојдеме до тоа, ќе треба да ги исполниме работите, односно точките кои ќе ни бидат наметнати преку овие протоколи, односно преку работната група за бугарско диктирање врз македонски представници. Ако тоа е станато побитно, ние тоа ќе имаме сериозен проблем како да ги приоритизираме работите, што да ставиме на прв приоритет, а што на последен. Сега сме ставени во таква ситуација и точна е вашата обсервација дека сега дури не е ни земи и остави, него е еве ви го напишавме, вие треба само формата да ја обезбедите во која го прифаќате ова, а формата најверојатно, како што гледаме сега, ќе биде со некаква комбинаторика во собранието, само колку формално да се каже дека имало некаков демократски процес, бидејќи нити консултации има, нити некаква отворена дебата, нити пак тоа е целта. Целта е да се протурка и тоа е тоа. Јасно. Добро, известно е дека мнозинство во парламентот да се даде зелена светлост за францускиот предлог има, но тешко дека ќе може да се протуркаат уставните промени, бидејќи за тоа ќе биде потребно двотретинска поддршка, што значи дека и ВМРО ДПМН би гласала, а тие велат не
да поддржиме уставни промени во вакви околности. Да, од бугарска страна не го гледаат тоа така. Од бугарска страна сметаат дека промената во уставот со вметнување на бугарите им е завршена работа. Тие сметаат дека нема начин на кој Македонија ќе може да се одбрани од тоа, нити пак има некакви критични причини за да се брани од тоа. И затоа тие го ставаат тоа како некој предуслов и го ставаат во пакет со заклучоци во оние протоколи кои ни ги говорат, во кои никој од нас не знае што све може да произлезе, значи небото е граница за тоа што ќе може да побараат внатре, но тие ќе одат како пакет. Ме разбирате? Значи во бугарски очи ние тоа што велиме дека не знам нема да сме нема ВМРО да гласа за уставни промени, за нив е завршена работата. Значи тие не дискутираат нити размислуваат за тоа. Века добро, во ред, нема да го направите овој месец, ќе го направите следниот, нема следниот, тој после него и така натаму. Значи патот до тоа во нивни очи е извесен. Јас мислам дека ако гледаме на алтернативни решенија, како би можело ова да се надмине, тогаш број 1 би била национална согласност, односно обединување околу некои ставови. И тие ставови... Господин Поповски, во Собранието беше изгласана декларација со заедничките црвени линии поддржана од сите политички чинители, партиски. Без никаков инициирана од ефект. ВМРО ДПМН. Без никаков ефект во пракса, затоа што во пракса вие сега имате понуда за бугаризација на европскиот пат, во кој немате никаква кочница, нити никаков инструмент за тоа да го одбегнете. Единствениот падобран во таа приказна ни е дека некогаш во иднина ќе имаме во Бугарија бугарска влада која ќе биде повеќе фокусирана на европската иднина на Балканот, отколку на внатрешни препреки. Затоа што во моментов бугарската позиција е резултат на внатрешно политичка ситуација. Тие се надмудруваат на грбот на Македонија кој ќе има потврди ставови. Но тие сметаат дека оваа власт е подготвена да го прифати тоа, затоа што со лажна меѓувладина, која е можност за сликање, пораката ќе биде пратена дека еве газиме кон Европа. Не е реално така, но сметаат дека тоа е математиката и дека таа математика е доволна за власта да биде убедена. Исто така сметаат дека за опозицијата се надева дека може да биде власт, би посакувала ова да помине на еден или на друг начин, за да може понатаму да не остане ова пречка која би требало таа нова власт да го имплементира ова. Господин Поповски, дали ривалитетот помеѓу најпрво Димитров и Османи, потоа и Маричич, ја доведе македонската дипломатија до неспособност наместо во намерите или обидите за градење на добрососедски односи базирани врз искрени и добронамерни потези? Не знам колкав е ривалитетот, нити па мислам дека е битно за нас да се занимаваме со тоа, битни се резултатите. А резултатите се поразителни. Затоа што ние денеска имаме веќе 2/3 од истиот тој тим кој жали затоа што сме подпишале договор или сме се ставиле оваква ситуација и се едни од најизвиканите критичари. Имаме ситуација во која до вчера беше критикуван и напаѓан, денеска е веќе целосно поддржуван овој последен предлог кој очигледно сака да се протурка во собранието и очигледно дека математиките кои бугарите ги наметнуваат и ги спомнуваат долг низ години наназад за кој каква фотелја ќе фати, се многу побитни отколку одбраната на некои основни принципи, вклучително и оние кои сме ги освоиле во собранието со меѓупартиска согласност. И дека врз основа на таа математика кој на која позиција ќе биде, зависи колку ќе се брани определена позиција или не. Тоа е најпогубното. Затоа ви спомнав кога прашувате за алтернативен пат. Ако ние сме согласни што сакаме да постигнеме, и ако речеме нас ни е битно да станеме земја членка на Европската унија, патот кој го предлага сега во оваа форма, значи владата предводена од Ковачевски е све да прифаќаме, да климаме со глава, да трчаме, ќе изедеме многу ќотек по патот, но тоа е најбрзиот пат за да стигнеме до целта. Алтернативата на тоа е да покажеме дека имаме работи кои сме подготвени да ги браниме во тој процес. Не да оспориме дека сакаме да стигнеме во Европската унија, но да им стане и нив јасно дека и ние имаме определени граници кои сакаме да ги зачуваме. Во тој контекст,
ако гледаме сега вака со ладни глави чисто на оваа ситуација во која сме ставени и имаме национална согласност од сите, прва работа што треба да направиме е да го кинеме договорот со Бугарија. Веднаш и недвосмислено. Од 2017. Самите автори велат дека сме доведени во ситуација на заблуда, дека онаа гаранција од Бугарија, единствениот адут кој го имаа тогаш за туркање на тој договор, беше дека имаме поддршка на евроинтеграцијските патеки од страна на Бугарија. Тоа го немаме. Тоа го немаме не само според тие кои беа критичари на тој договор, него го немаме според најголемите партизани и најголемите поддржувачи на тој договор. Ако го немаме, не гледам што е основата за да дадеме форма само за протоколи, па тоа можеме да го туркаме и без тоа. Но тоа не сме да биде изолиран гест. Јас мислам дека во ист момент треба да го направиме со целосна согласност од сите. И суспендирање на договорот, и внесување во уставот на бугарите, заедно со хрватите, црногорците и грците, доколку тоа го посакуваат, за да не се доведеме во ситуација за X години од сега повторно да отвараме, може многу легитимно, било која грчка влада во иднина да рече сите ги внесовте околу, само грците не сте ги внеле, а бидејќи кај нас очигледно за набројување бројката не е фактор, во тој случај тие самите би можеле да речат во ред колку и да имаме, тоа е наше право и го бараме. Како вие ќе им објасните на хрватите, македонците во Хрватска ги имаат сите права, по сите конвенции, добиваат и буџет, ние на хрватите не им обезбедуваме обична репрезентација и набројување во уставот. Зошто? По која логика? Сосем логично може да ни го постават тоа прашање. И не сметам дека Македонија има било каков интерес да се спротивставува на внесување на бугарите во уставот. Значи, ние не треба да ги намалуваме нашите стандарди, затоа што некоја соседна земја се однесува тирански кон своите граѓани кои се од различно етничко потекло. Ние нема да ги подобриме стандардите за македонците во Бугарија ако правиме репресија на бугарите во Македонија. Сосем спротивно. Сугерирате диалогот да продолжи. Да. Дари низ директни разговори или со посредство? Меѓународно посредство. Директни разговори, меѓународното посредство во нашиот случај ќе се манифестира во оваа форма. Значи вие сега имате бугарски барања кои се спакувани во европска амбалажа и стануваат европски барања. Значи од следното утро кога ние ќе се разбудиме на оваа меѓувладина конференција за сликање, така треба да ја именуваме, бидејќи е меѓународна конференција за сликање. Имаат измислено нов речник во тој контекст, вика политичка меѓународна меѓувладина конференција за пристапување. Не постои таков формат, тоа е за да се сликаме и владата да каже почнавме европски преговори, а суштински внатре вели додека не ги исполните сите оние критериуми, промена на уставот, протоколите, значи заклучоците од групите, дали ќе биде тоа учебникот, дали ќе биде Гоце Делчев, дали ќе биде Цар Самуил, дали таблите, не знаеме. Веројатно сето тоа ќе биде проширено и надградено. Нема да дојдете до вистинската меѓувладина. Почитувани гледачи, следите интервју со екс-министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во 2017 напишавте: бугарските политичари би биле подеднакво ценети како Желјо Желев ако Македонија биде час поскоро дел од Европската унија. И денес го мислам истото. Мислам дека Бугарија има пропуштено многу веројатно историски шанси, но ниедна не е толку погубна колку можноста да изигра една позитивна улога во однос на Македонија. Мислам дека бугарските политичари вака ќе ги носевме на рака, доколку интелигентно низ овие години се поставеа во улога на еден позитивен ментор и бранител на каузата за македонско членство во Европската унија. А како некој да им напишал скрипта за воредно полагање на воредна сесија, како да паднете на испит за поддршка во Македонија. Сите погрешни чекори кои можеа да ги направат, нити еден немаат пропуштено. И затоа мислам дека верувам во таа изјава, дека можеле да изиграат сосем спротивна улога, но ги пропуштиле сите можности. Не велам дека не може сега да ги искористат и доколку интелигентно размислат меѓу себе и имаат национален консензус околу тоа, Бугарија најмногу ќе профитира ако се промовира себе си во најголем промотор на европско членство за Македонија. Која е целта на
политичко-партиската обструкција од страна на ВМРО-ДПМН во однос на овој предлог, имајќи во предвид дека после одреден период, можеби и тие ќе дојдат на власт и ќе се соочат, ако сега не се реши проблемот со Бугарија, дека тие ќе треба да го ладат жешкиот костен. Мислам дека на сите им е јасно, и во позицијата и во опозицијата, дека патеката која имаме фатено е за насилно поминување на предлогот, односно усвојување и чекорење кон меѓувладината конференција за сликање. Во тој контекст, веројатно, најлогичниот одговор на опозицијата е дека, бидејќи нема да бидеме на сликањето, нема никаква улога да учествуваме во возможување за владата на таква себе промоција. А вистинската игра околу ова прашање не е поминувањето на предлогот, туку повторно се сведува на уставните измени. Но во тој контекст пак би било многу попроблематично бранење на позиција зошто не би ги внеле бугарите во македонскиот устав, отколку спротивставување на сегашниот метод кој ќе не доведе до целосна бугаризација на европскиот интегративен процес со заграда, и овдека оставам исклучок, доколку не дојде до некое револуционерно освестување во бугарските политички кругови и да речат луѓе овдека ние имаме можност да добиеме наши навивачи. И Македонија да стане сериозен навивач на зближување, на градење на мостови помеѓу Бугарија и Македонија. Пред пад на владата на Кирил Петков, Петков побара да се изгласа во собранието за да се даде зелено светло за старт на преговори. Тогаш свесен дека ќе падне владата, но со порака утре ќе биде нов ден. Дали на Македонија иследува можен пат на владата ако продолжи ваквата политика и можни предвремени парламентарни избори? Петков коректно го изигра тоа во сопствена корис, затоа што имиџот на човек некој се замара со оправање на историјата, туку со градење на иднината, многу попаметно беше да го стави тоа прашање во парламентот. Дополнително на тоа му е што позициите на бугарската влада се позициите кои секогаш биле, да речеме, од усвојувањето на нивната резолуција во собранието, во нивниот парламент, до сега биле конзистентни, значи не направиле никакви отстапки. Значи тие ги зачувуваат позициите, задржуваат имидж на ние сме за иднината, не сме за историјата, а во исто време нас ни ги оставаат жешките костени да ги ладиме. Во нашата ситуација мислам дека е спротивна малку, мислам позицијата на властите, бидејќи владата смета дека со поминување на еден или на друг начин, значи не транспарентно, него на јуриш на овој документ низ собрание, обезбедува некакво алиби за некаков демократски процес, а во исто време добива бонус со тоа што меѓувладината конференција за сликање ќе бидат тие и ќе се упати порака на еве испорачавме, почнавме европски преговори, бидејќи масата од населението нема да се занимава со бирократските називи, него ќе биде еве тргнавме кон ЕУ. Мислам, тоа им е пресметката. И велат и да паднеме, ако паднеме на таа приказна е многу по-добро да паднеме со тие причини, отколку за редица други чинители кои се гледаат во делот на економските перформанси, во недостатокот на странски инвестиции или тековната енергетска криза. Значи сите овие причини се многу поболни, отколку ако се рече да, тоа беше европска влада, се стикаше таму на меѓувладина и го помина предлогот. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Почитани гледачи, тоа беше Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи, а по кратката пауза за реклами следува мојот следен соговорник, а тоа е професорката Веселинка Лабровска, која е дописен член на Македонската академија на науки и уметности. Следете. Нов напад на бугарската политика и лингвистика врз македонскиот јазик и дијалект. Во ова време и невреме очигледно битката помеѓу македонско-бугарските релации и натаму остануваат диаметрално спротивставени позиции. Дали постои стравување и колку се реални опасностите од загрозување на македонскиот јазик? Во издание на Трининг, мој соговорник е професорката Веселинка Лабровска, која е од неодамна и дописен член на Македонската академија на науки и уметности. Инаку, професорката Лабровска и дел од научниците
јавните личности, новинари и интелектуалци кои се потпиша на манифестот во одбрана на односно против францускиот предлог. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. На почеток, кажете ми дали вие сте потпишани на манифестот, затоа што во јавноста излезе информација дека дел од потписите се злоупотребени од дел од потпишаните. Значи, да, еве, веднаш ќе одговорам. Значи, потпишана сум. Стојам зад манифестот со цел мој интегритет и сите што се таму потпишани се консултирани, значи не е никој злоупотребен според моите информации. Иницијативата беше поширока и сите зборови за што стојат во манифестот се фактички израз на нашето длабоко уверување дека треба да го одбраниме и македонскиот јазик и македонскиот идентитет од францускиот предлог. Кога го споменувате отвореното писмо упатено до францускиот претседател Макрон, вие меѓу другото ќе напишете: ние ги признаваме сите народи што живеат во нашата држава и на тоа поле сме вистински пример за демократија. Само сакаме реципроцитет од соседните држави и право да бидеме тоа што сме. Македонци со македонски мајчин јазик, со македонска историја, култура. Фактот дека некој ни го менува името, односно придавката со која што требаше според Преспанскиот договор наводно да биде се зацврстено, бетонирано, е многу проблематичен од јазичен, прво од јазичен аспект, ќе кажам. Затоа што ако нешто се преименува, автоматски тоа претходното престанува да важи. Знаете, ако го смените еден збор со друг збор, како потоа ќе се вратите на стариот и колку се што е напишано со стариот збор ќе може да се преслика во семантиката, односно во значењето на новиот збор. Што сакам да кажам? Ако македонскиот јазик или македонскиот парламент или македонскиот претседател се замени со северно-македонски, и тоа стане практика не само на Европската унија, туку и пошироко, тогаш се што пишуваме за македонскиот јазик, за македонскиот парламент, ќе биде само некаква историска сушност. Значи, ако продолжи ваков тренд на преименување на мојот мајчин јазик, на вашиот мајчин јазик, на нашиот македонски мајчин јазик, кажете дали нема самите автоматски да си се избришеме себе си. Затоа што сме прифатиле да ни го преименуваат јазикот и не само што сме прифатиле, туку сега се прифаќаме уште и некоја рамка за преговарање во која што треба да ги следиме сите препораки што некоја идна комисија треба да ни ги наложи од Европската унија. И при тоа бугарите таму да ги диктираат своите позиции. Сметате дека оправдани се стравувањата на македонската научна мисла од опасноста за делегитимирање на македонскиот јазик? Па, оправдани се, да, според мене се оправдани, затоа што видете, јазикот нас не е признаен. Значи, тоа да си го расчистиме. Јазикот е признаен. Професор, како би можел да исчезне македонскиот јазик кој е признаен во Обединетите нации, влезен е во атласот, светскиот атлас на јазици? Да, влезен е во светскиот атлас, признаен од славистичкиот, од целиот славистички свет. Ние сме дел од големиот славистички комитет, значи од сите комисии, го работат моите колеги во Центарот за реална лингвистика, во Истражувачкиот центар во МАНУ, но ако сето тоа почне да се брише и систематски да се менува, и да се смени името на јазикот, како ќе се поврзат идните генерации со ова што денес го имаме како своја придобивка. Значи, да нема од каде идните генерации да научат дека се македонци. Затоа што се ќе биде променето, ќе биде учебникот променет, ќе биде името променето на придавката, нели? Именувањето на јазикот, ако го промениме,
како ќе се поврземе историски со она што ние си го имаме како свој јазик македонски. Значи, тоа е најстрашното во моментов што мене ме загрижува. Бугарите беа еднострано на истиот став и сите претходни децении, да речеме. Тие не го смениле својот наратив. Но тогаш имавме поддршка од сите други прогресивни светски сили. Сега ми се чини, јас барем така чинам, дека Европската Унија ни го свртела грбот. Во таква ситуација, што треба да направиме за да се заштитиме? Па самите треба да бидеме погласни. Професор Лабровска, дали со подпишаниот договор Костов-Георгиевски во 90-тите, каде македонскиот јазик е идентификуван според уставот на државата, од тогаш всушност е отворена Пандорината кутија на перманентно негирање на јазикот? Значи, во тој момент ми беше и тогаш ми беше, да кажам, некоректно тоа дефинирање од страна на бугарската политика, но тоа го припишувавме и на нивната константа во односот спрема нас и спрема македонскиот јазик. Но тогаш уште го немавме сменето го немавме сменето името на државата и мислам дека сето друго, значи сета друга ситуација признаени бевме од не знам колку или стотици држави под уставното име. Македонскиот јазик секаде во светот се изучуваше како македонски јазик. Значи една беше проблем имавме еден, проблемот со бугарите, што стои од секогаш како проблем. Сега не е проблемот очигледно само со бугарите, туку цела Европска Унија застана за нив. Се обидуваме секогаш вината да ја бараме кај соседот Бугарија, но кој ни е виновен што сме свесни за постојано или перманентно затворање на лекторатите, што се помалку има интерес за студирање на македонски јазик, што има намален број на луѓе вработени, например, во институтот во кој и вие работите, во Институтот за македонска книжевност Крстен Мисирко. Значи, да, во право сте, недоволно правиме, морам да признам, имаме прекрасни македонисти што се без работа и што за жал или остануваат тука па работат нешто што не им е по струка или одат во странство, од една страна, од друга страна. Не си ги заштитивме, значи, нашите малцинства. Знаете и тоа дека со Преспанскиот договор веќе си го исклучивме малцинството нашите што се во Грција. Со договорот за добрососедство со Бугарија ги исклучивме нашите во Бугарија. Сега, дека сето тоа е тенденциозно, можете да, мислам, и политичарите никогаш не го ставаат под знак на прашалник, и фактот дека никогаш бугарите не спомна дека имаат свое бугарско население во Грција. А тоа е, ако нас не сметаат за бугари, тогаш зошто не ги сметаат и македонците што живеат во Егејска Македонија за бугари или не смеат да ги спомнат? Или се работи за некој билатерален договор меѓу Грција и Бугарија за поделба на влијанијата во Македонија? Значи, многу е дискутабилно цела работа, затоа што бугарите се пресегнаа, одат постојано на терен во Албанија, ги убедуваат нашите во Гура и во Колобрдо дека се бугари, одат во Гура на Косово исто така и ги убедуваат дека се бугари, но ниеднаш не стапнале на грчка територија, па да речеме во Костур или во Лерин или во Серес, од каде што јас правев магистерска теза, да кажат дека таму живее бугарско население, условно, кое е тоа македонско. Професорке, што значи да се биде дијалект на бугарскиот јазик во услови кога и бугарскиот и македонскиот произлегуваат од словенскиот? И како би реагирале, например, австриците ако рече дека германскиот е дијалект на австрискиот или обратно? Не може да се каже за словенските јазици дека се тотално различни, за да можеме да кажеме овој јазик е самостоен, а овој јазик не е самостоен. Не. Значи, тоа се остава и на социолингвистиката, односно на тоа народот како се чувствува и каков јазик сака да зборува. Значи, тоа се случи и при
поделбата на српско-хрватскиот, на српски, на хрватски, сега гледаме дека има и црногорски и босански јазик. Значи, словенските јазици се слични меѓу себе, но не се идентични. Нивната гранична зона секогаш има преодни особености. Така и со македонските дијалекти. Значи, таму каде што се граничиме со српскиот јазик од една страна, има една преодна зона, каде што се граничиме со бугарскиот јазик, има исто така една преодна зона. Но оваа територија на Македонија и Егејскиот дел и оние делови наши што се во Албанија и во Косово, значи се автохтон македонски јазик, потврден, ќе повторам, уште од 16 век во некаков вид сличен на денешниот. Можете да замислите, од 16 век имаме споменици кои што сведочат дека македонците зборувале многу слично или блиско на тоа што го зборуваме денес. Тоа се ќе кажам, ќе истакнам, Костурскиот речник, пронајден од Чиро Ѓанели и Андреј Вајан, и објавен како и во оригинал, нели, бидејќи е најден во Костурско и се работи за малечок речник во кој што зборовите се речиси идентични на денешниот костурски дијалект. Тоа е една потврда. Друга потврда е Крнинскиот дамаскин, значи манастирот Света Пречиста, таму има од 16 век исто така еден дамаскин, во кој што има многу народни црти од македонскиот јазик, вметнати во тој Крнински дамаскин. Значи, ние имаме континуитет во развојот на македонскиот јазик на оваа територија и тој континуитет го потврдиле сите преродбеници од 19 век, како што всушност го потврдували и во Бугарија. Ниту бугарскиот го имало во 18 век како официјален јазик, например, ниту македонскиот, ниту и X други јазици од Европска Унија. Значи, државноста донесува и право да си го подигнеме дијалектниот јазик, народниот јазик на едно стандардно ниво. Тоа се случило со македонскиот јазик, тоа се случило со бугарскиот јазик, тоа се случило всушност и со српскиот јазик по ослободувањето од турското робство, кога Вук Караџиќ во еден долг временски период успевал да ги кодифицира, да ги стандардизира правилата на српскиот јазик. Значи, кај нас Крсте Мисирков е тој наш патрон, основоположник на кодификацијата на македонскиот јазик и многу е дискутабилно зашто бугарите не бараат тој да биде дел од заедничката историја. Значи, многу е дискутабилно ова прашање. Поштовани речи, следите тренинг, мој соговорник е професорката Веселинка Лабровска, дописен член на Македонската академија на науки и уметности и во еден период директорка на Институтот Крсте Мисирков. Еден од најпознатите слависти и член на МАНУ, Сузана Тополинска, пред 2 години кажа: "Циркус е несигурноста на бугарите за јазикот. Бугарите се дотолку несигурни за праведноста на нивната позиција околу македонскиот јазик, што дури една полска македонистика за нив представува опасност." Да, многу ми е драго што ја цитирате токму професорката Тополинска. Значи, навистина е циркус, како што кажа професорката, таа несигурност нивна за нивниот јазик, или можеби не несигурност, и барање на мегаломански некакви, нели, аспирации, или барање на повторување на суништата за голема Бугарија и такви работи, бидејќи им се случува ова константно, морам да повторам, како дијалектолог, значи ти објави еден бугарски дијалектен атлас, во кој што буквално е фатена цела територија на Република Македонија и дел од српската територија, и на кој што нормално реагиравме и ние како лингвисти, и професорката Тополинска и професорот Коста Пеев. Сакам да кажам дека ние дијалектолозите имавме проблем со бугарите и во Комисијата за општословенскиот лингвистички атлас, но тој проблем се надмина со тоа што сите други комисии од другите словенски земји беа на страната на македонците. Тие во еден период се исклучија, самите се изедоа од работата во ОЛА, за потоа повторно да се вратат со
со признавање фактички на автохтоноста на македонските дијалекти и на македонскиот јазик. Професорке, како би можела да настане јазична асимилација при оформен веќе македонски јазик, дијалект, лингвистика? Македонскиот јазик е навистина оформен. Македонскиот јазик е признат во светски рамки од страна на научниците лингвисти. Но во моментов ќе кажам, што ќе се случи ако самите подпишеме нешто што може би сега го бараат на европјаните од нас, а тоа е тој француски предлог. Што ќе се случи ако постојано во тие наши преговарања треба да си ги повлекуваме позициите и да се откажуваме од историското минато, од историските личности што биле дел од оформувањето на кодификацијата на македонскиот јазик, од историскиот период кој што не промовира нас како македонци. Значи, дали ме разбирате? Јас се плашам дека со воиднина ќе се заборават тие историски факти ако се избришат. Како ги оценувате воскреснатите напади врз ликот и делото на Блаже Коневски? Во еден период Антонио Милошовски, екс-министерот тогашен на дипломатијата, го нарече џуџето од Небрегово. Деновиве лидерот на бугарите во Македонија Петар Колев со иста или слична дискредитација кон македонскиот великан. Значи, за жал, тоа е непознавање на фактите, бидејќи или моментална некаква политичка активност, предпоставувам. Бидејќи, јас ќе кажам дека не само што имав прилика лично да го знам професорот Блаже Коневски и полагав кај него општа лингвистика на постдипломски, ги знам сите негови лингвистички дела. Блаже Коневски, поттикнат од поставките што ги дал Крстен Мисирков во книгата за македонските работи, кажал дека треба македонскиот јазик да биде, стандардниот македонски јазик да се базира на централното македонско наречие. Централното македонско наречие, од кое што јас потекнувам, бидејќи сум кичевчанка, нема ниеден темен глас. Нема темен глас во својот фонетски систем. Значи, се што кодифицирал Блаже Коневски, целата таа група на лингвисти што биле активни во тој период, значи е базирано на реални лингвистички факти. Тоа не е нешто што се скрива или што може да се модификува. Значи, тоа се факти. Централното македонско наречие, во кое што спаѓаат битолското, кичевското, крушевското и прилепскиот дијалект и крушевскиот, значи тоа е еден регион кај што се зборува на централни говори, значи нема во својот фонетски систем никаков темен глас. Од таа причина во нашата азбука не е ставен темен глас. Немало причина да се стави знак што не означува никаков реален глас во изговорот. Се што замислиле како принцип за кодификација е толку темелно замислено и научно потврдено што животот на македонскиот јазик како стандарден од 45-та до сега го потврдува фактот дека кодификацијата била врз најнаучни основи поставена. Како ги толкувате обидите за присвојување на светите Кирил и Методи од страна на бугарските официјалници? Ги толкувам како уште еден начин да прикажат дека е се нивно што се однесува до словенството и до развивање на културата словенска на балканските простори. Значи, неверојатно е колку имаат колку своите аспирации кон историјата или фрустрации ги лечат преку присвојување на се што се појавило на балканскиот простор од 9 век па до сега, што е нонсенс. Значи, токму затоа во сите наши пишувања деновиве, не само јас и другите мои колеги, кажавме, истакнавме дека Кирил и Методи имаат величина на се словенски просветители. Тие не се само наши, тие се и чешки, и словачки, и руски.
И на сите словенски народи кои што учеле и од таа глаголица најпрво, потоа што се трансформирала во кирилица, затоа што христијанството се ширело преку книгите преведени од Кирил и Методи. Која е нашата големина, а која е тесноградоста на бугарите, се гледа и од фактот дека ние тој јазик на првите преводи на старословенски го нарекуваме старословенски јазик, Кирил и Методи ги нарекуваме се словенски просветители, а бугарите јазикот го нарекуваат старобугарски, а Кирил и Методи ги нарекуваат бугарски просветители. Значи, од самото тоа може да се види каде е космополитизмот или ширината на македонците, а каде е тесноградоста на нашите источни соседи, за жал. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Поштовани гледачи, тоа беше професорката Веселинка Лабровска, дел од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков и дописен член на Македонската академија на науки и уметности. Таа е една од ретките дами во земјава која, борејќи се за своите, нашите права, најчесто се бори за правата на оние кои се најмногу маргинализирани во земјава. Кој е оној што одредува што е општествено прифатливо и како живеат луѓето со исто полова љубов во земјава? Вечерва во Трилинг зборувам со професор доктор Ана Мартиновска, инаку колумнист за родови и културолошки теми. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Професор Мартиновска, вие сте една од најактивните активистки за родова еднаквост во земјава. Зошто сме толку сензитивни како општество кога станува збор тема ЛГБТ заедницата во земјава? Во право сте дека е тоа една сензитивна тема, меѓутоа не е единствена. Ние, сакале да признаеме или не, живееме во прилично конзервативно и патриархално општество, во кое секој споменување на прашањето на родот, на родовиот идентитет, на сексуалните определби, особено на малцинските сексуални заедници, е еден вид на табу за кој многу малку се зборува, отворено, многу малку го имаме во образованието, таму каде што го има е честопати проследено со стереотипизација, во медиумите сликата е подеднаква, имаме дискриминација на сите нивоа и се уште многу отворени прашања. Сензитивно е затоа што не сме доволно едуцирани по тие прашања, не се обидуваме да се едуцираме и да се еманципираме. Изразивте поддршка на последната парада на гордоста во главниот град. Имаше една интересна фотографија на вашите социјални мрежи на кој што чекорите по скопските улици, а зад вас стои еден транспарент со големи букви пишува "Ослободете ги нашите ЛГБТ деца". За каква слобода зборуваме? Зарем немаме ние слобода на избор, да секој од нас да биде она што сака да биде? Да, оваа година, како и минатите две, бев дел од парадата, Прајд парадата во Скопје, како и претходно низа активности, случувања, кои што не доведоа до сензибилизација на јавноста до момент во кој може да се прифати организација на една парада. И јас се радувам што таа со годините зрее и добива на, да речам, оваа година на поиздржано информирање во јавноста во однос на претходните, кога имавме многу повеќе негативна конотација во јавните медиуми кои што ја следеа. Љубовта е љубов. Она што се разбира дека секој има право на слобода на своето изразување, меѓутоа не изразување само за себе и само за по дома. Сите имаме право на достоинство, сите имаме право на еднаквост, сите имаме на правда и на свое функционирање во општеството. Значи, борбата е општественото прифаќање, општествената трансформација, која оди паралелно со трансформација на свеста на поединците кои што треба да сватат дека оваа заедница се уште во многу чекори од своето приватно живење не идува на пречки кои што се должат токму на родовиот или сексуалниот идентитет. Тоа е она што мораме и сакаме што поскоро да го решиме како проблем, за да можеме да кажеме дека живееме во демократско и слободно општество. А кој тоа одлучува што е општествено прифатливо? Дали се оние истите кои што прават сепарацијата во земјава и овие лица не ги третираат како граѓани на оваа земја? Па не знам дали можеме да
со прст да покажеме само на еден виновник. Веројатно дека виновниците можеме да ги бараме во повеќе сфери. Се разбира дека најголемата одговорност ја носат оние кои што ја носат, кои што ја практицираат власта, значи оние кои што ги носат законите, кои што не се доволно брзи, кои што не се доволно отворени во промена на законската легислатива, која што би ги следела овие промени и би ги заштитила овие луѓе од дискриминација, од сепарација во општеството и од сите други проблеми со кои тие се соочуваат. Меѓутоа, истовремено, виновни сме и сите ние. Виновен е и образовниот систем, кој што не е сензитивен по овие теми, барем се уште недоволно. Виновни се медиумите, кои што ја креираат јавната слика. Треба да се работи, значи, во сите овие сегменти поединечно, за да се менува таа свест на општата популација, паралелно со свеста, нели, на оние кои што се на позиција на моќ од која можат да ги променат нештата. Во однос на овие кои што ги носат законите и се малку помоќни во државава, едно од барањата на парадата на гордоста годинава, Македонија има обврска до крајот на 2022 да обезбеди правна процедура во која ќе има правно признавање на родот. Што тоа точно значи од правен аспект и колку Македонија е подготвена тоа да го заврши? Па јас не сум правник и сега не можам тоа правно да ви го објаснам, меѓутоа тоа практично значи дека биолошката категорија на пол, онаа со која се раѓаме, не секогаш соодветствува со социјалната категорија и идентитетот на една личност. И секој има право да го своето родово чувство да го впише во матичната евиденција. Тоа значи да нема проблеми кога ќе оди на лекар, затоа што има машки матичен број и машко името можете да го промените, меѓутоа не можете матичниот број кој сугерира дека сте маж или жена, а ви го дале на раѓањето. Не можете во аптека да ги подигнете своите лекови, значи тоа се и колку е сликата важна, генерална, промената на јавниот имидж, толку се важни овие ситни чекори во секојдневието на овие луѓе во кои не идуваат на пречки, бидејќи ние сме бавни во легислативата која што, да речеме, кај нас тој закон за промена на матичната евиденција се уште не е променет во оваа насока. По однос на ова прашање, видлив е примерот. Црнагора ги озакони истополовите бракови. Србија ја покрена оваа тема минатата година, се вмеши и црквата, па дури имаше и отстапки од типот дека треба ова прашање да се реши на референдум од страна на граѓаните. Каде е Македонија на мапата на истополови бракови? Се наметнува како тема воопшто? Не, мислам дека се уште има многу други чекори кои што треба да се изодат во таа борба за постигнување на еднаквост, недискриминација, правда или нели да речам слобода во однос на родовиот и сексуалниот идентитет. Веројатно дека тие граѓански заедници или бракови се некаква последна, да речам, последен чекор во низата. Јас, колку што знам, кај нас се уште немало ниту јавни дебати, ниту е во процес некаква таква промена, меѓутоа јас се надевам дека и ние и целата таа борба води конечно и во таа насока. А кога би се наметнала како тема и би поминала, да речеме, како ги замислувате вие лично истополовите бракови на овој мал терен тука патријархален? И на мал и на голем терен тие прашања се не се едноставни, особено не на почетокот. Неодамна гледав една серија на Netflix документарец кој вели Secret Love, значи станува збор за партнери, за лесбијки кои живеат заедно 70 години, морајќи да го кријат својот сексуален идентитет, да се представуваат како братучетки, за да заедницата го прифати нивниот заеднички живот. Замислете цел живот да морате да се претворате дека сте некој друг. Дури и пред вашите најблиски, пред семејството, пред пријателите, пред општеството, на местото каде што работите. Да треба да глумите за да задоволите нечии идеи за тоа кои сте вие и каков треба да бидете. Милиони американки денувива никако стравуваат од прогресијата во однос на укинување на уставно загарантираните права. Ова особено се однесува на последната одлука која што е донесена од страна на Врховниот суд во врска со абортусот. Каков е вашиот став? Како ја толкувате?
страшно загрижувачки е ова што се случува, затоа што, знаете, таа одлука донесена пред 50 години, ние сега се враќаме, значи, со еден чекор на Уставниот суд, одиме назад 50 години, значи борбите кои што ги водеа нашите баби, ние сега мораме повторно да ги водиме. Тоа, за жал, во Америка практично ќе значи сериозно ограничување на правата за абортус. По предпоставките се дека околу половина од државите во Америка веќе ќе имаат порестриктивни. Некои веќе и 15 дена по уставната одлука веќе направија чекори правни во таа смисла, што е навистина загрижувачки. Од друга страна, Америка не е единствен пример. Истото тоа се случи во Среда Европа, во Полска пред 2 години. Такви конзервативни трендови, за жал, се случуваат во можеби не секогаш во истиот обем, меѓутоа во некој обем и во некои други нам поблиски земји во кои се ограничува. Па сетете се дека и кај нас имавме еден обид за ограничување за порестриктивни правила во однос на абортусот, во кој се предвидуваше информирање на партнерот, рок за чекање, да се предомисли, обврзни консултации и така натака. Значи имаше кои за среќа сега веќе ги немаме. Тоа е се, како да ви кажам, тие се конзервативни тенденции кои што се навистина многу загрижувачки и кои нема да, меѓутоа, знаете, најстрашното е што тие нема да го решат проблемот онака како што антиабортус кампањите мислат. Ние нема да имаме по малку абортуси, затоа што се забранети со закон. Ние само ќе имаме помалку безбедни абортуси. Сега, за жал, значи, богатите лесно ќе го решат својот проблем. На сиромашните? По-сиромашните, кои се главно малолетните, од поруралните слоеви, оние кои што се од социјално поранливите, повеќе ќе ги почувствуваат ефектите врз свој грб. И тоа не смее да биде така, нели, па да треба, како да ви кажам, нели, да одат на абортуси со закачалки или да паѓаат по скали за да не ги родат. Никој не вели дека абортусот е она што го посакуваме. Меѓутоа, тукму затоа треба многу повеќе да се работи на превенција, на контрацепција. Кај нас 2% од жените користат контрацепција. Таа не е бесплатно достапна за младите. Значи, има многу работи, повторно, едукацијата, да ги научиме младите дека абортусот не е нешто што е контрацептивна метода. Професор Мартиновска, ви благодарам за вечерашниот разговор. Ви благодарам и јас вам. Тоа беше се за ова издание на емисијата Трилинг. Следете на идниот петок во исто време 20 часот и 45 минути. Довидување од мене.